Респирацијата не е само дишење. Таа е хемиски процес кој го снабдува телото со енергија неопходна за сите останати животни процеси, како што се раст и обновување на клетките, контракција на мускулите, синтеза на протеини, испраќање на нервни импулси, апсорбција и активен транспорт на молекули. Респирацијата се одвива во сите живи клетки, животински и растителни. Постојат два вида на респирација – аеробна и анаеробна. Аеробна значи со воздух, па за неа е потребен кислород, додека за анаеробната респирација не е потребен кислород. Да започнеме со аеробната респирација. Таа ослободува енергија во клетките преку постепено разградување на хранливи материи во присуство на кислород. Може да се представи со оваа поедноставена равенка. Не заборавај дека се произведува и енергија. Со помош на кислородот, глукозата се разградува на јаглерод диоксид и вода. При ова се ослободува енергија, која потоа се користи за да се создаде специјална енергетска молекула наречена АТП. АТП ја складира енергијата која подоцна може да се искористи. Аеробната респирација се одвива непрекинато во сите клетки, најчесто во нивните митохондрии. Животните го добиваат кислородот кој им е потребен преку нивниот респираторен тракт. Растенијата го добиваат кислородот од воздухот преку стомите. Се сеќаваш како се одвива фотосинтезата? Спореди ги двете равенки. Дали забележа дека аеробната респирација работи спротивно на фотосинтезата? Растенијата создаваат храна преку фотосинтеза, а потоа преку респирацијата ослободуваат енергија од храната. Но да нема забуна. Кислородот што растенијата го ослободуваат за време на фотосинтеза не се користи за респирација. Кислородот за респирација доаѓа од воздухот. Растенијата дишат и дење и ноќе, исто како животните. Но фотосинтеза извршуваат само преку ден, кога има светлина. Значи така функционира аеробната, односно респирацијата со воздух. Треба да запомниш само дека глукозата се разложува во присуство на кислородот за да ослободи јаглерод диоксид, вода и енергија. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница nauказадеца.mk.